Високите температури го вклучија алармот. Во изминатите 48 часа во Штипската брза помош се регистрираат и до 5 колапси дневно. Најчесто лекарска помош се бараза во фабриките. Брзата интервенција е од суштинско значење, па во дадениот момент треба и соодветно да се реагира, советуваат лекарите. Се однесат на сенка, да им се даде вода, да седнат или да легнат за да им се системот да им се смири, треба да лежат настрана обавезно. Погоните задолжително да бидат климатизирани. Во текот на работниот процес да се прават микропаузи по 5 минути на секој час. Климауредот да дува во плафонскиот дел, како и тоа, на работниците да им се создаде период за адаптација, пред да влезат во автобусите со кои се превезуваат. Разликата од голем број на степени, да рече 5 или 10 посебно, над 7-8 степени веќе е ризик. Затоа треба постепена адаптација по можност и од едната ситуација кон другата и од правата кон втората. Меѓутоа, она што сакам да го кажам, во балканските земји, па и во Македонија, повише постои табуа, као дуваат, па ќе не здрават, па ќе не разболат тие разладни уреди. Секако, тие се по-добра варијанта отколку да не се вклучуваат. Покрај лесната облека и пиењето на вода, лекарите апелираат, посебно до работниците кои нови и високи температури мора да работат на отворено, задолжително да ја заштитуваат тилната регија. На тој начин ќе се спасат од сончаници и топлотни удари.